ова издание. Патеката на Дориан ја промени патеката на Трамп, американскиот претседател не оди во Полска. Русија користи едно од своите најмокни оружја против Грузија, туризмот. Будистички монах од Тајланд со месеци пешки ја крстари Америка. Каква порака сака да испрати? Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Американскиот претседател Доналд Трамп нема да патува во Полска на одбележувањето на 80 годишнината од Втората светска војна. Причината за негово останување во САД е ураганот Дориан. За ова малку подоцна, а ние започнуваме со настаните во собранието на Северна Македонија. Еве што јавува Владимир Мирчевски. Собраниската седница за избор на нов министер за финансии, министер без ресор задолжен за инвестиции и двајца заменици министри се претвори во остра дебата меѓу мнозинството и опозицијата за квалитетот на предложените кадри. Голем дел од дискусијата помина во знакот на аферата Рекет. Опозицијата повика на одговорност на актуелната владеачка постава. Дел од одлуката за ваков предлог пред парламентот е да испратам порака до младите, до успешните студенти, но и практично докажани доктори на науки да го најдат своето место на секаде, на сите работни позиции во државата. Денеска во Собранието на Република Македонија не треба да дискутираме за реконструкција на рекетарската влада. Денеска во Собранието на Република Македонија треба да дискутираме за распуштање на Собранието и за организирање на предвремени парламентарни избори. Американскиот претседател Доналд Трамп не оди во Полска на одбележувањето на 80 годишнината од Втората светска војна. Тој реши да остане во САД поради ураганот Дориан кој се движи кон Флорида, но на негово место во Варшава го испраќа подпредседателот Майк Пенс. Се очекува Дориан да прерасне во ураган од 4-та категорија и да се приближи до Флорида во понеделник навечер. Русија користи едно од своите најмокни оружја – туризмот против Грузија, нејзиниот мал сосед на југ. Москва ги забрани директните летови меѓу Русија и Грузија по последниот бран протести во Грузија против руската окупација на два нејзини региони. Москва исто така ги повика руските државјани да се вратат дома. Како ова се одразува на Грузија, известува Рикардо Маркина. Од 1983 година споменик кој го символизира руско-грузиското пријателство се наоѓа на врвот на грузиските планини. Денеска 11 години по руско-грузиската војна во 2008 година, руските туристи доаѓаат овде, игнорирајќи ги наредбите на рускиот претседател Владимир Путин да ја напушта државата поради безбедносни ризици. Но нема извештаи дека руски посетители имале проблем на овие планини. Мы не почувствовали такого, что у нас... Не чувствувам никаква закана. Никој не ни рече дека не сме добре дојдени. Напротив, радосно не пречека. Все отлично, никаких проблем. Се е добро, нема никаков проблем, луѓето се многу љубезни. Председателот Путин ги откажа директните летови меѓу Русија и Грузија како одговор на протестите организирани минатиот месец во грузиската престолнина. Мерка што веќе нанесува штети на економијата на Грузија. Некои од моите пријатели не дојдоа, решија да одат на одмор на друго место поради она што го слушаат во медиумите. Мерките не се фер. Овде се е во ред. Добре дојдени сме. Многумина сакаат и натаму да доаѓаат овде. Се проценува дека досега руската забрана ја чинала Грузија $400 милиони. Economic development based on tourism. Сериозна грешка на грузиската политичка елита е што економскиот развој е заснован на туризам. Потребен е реален економски сектор. Некои бизниси веќе ги чувствуваат последиците од мерките на Кремљ. Во овој хотел меѓу лозовите насади на истокот на земјата, никој не плива во базен, иако надвор е многу жешко. Хотелските соби се празни. Овој бизнис се соочува со уште една закана од Москва – забрана за увоз на грузиско вино. Мерка што Русија ја користи секогаш кога има проблем со овој јужен сосед. Економијата на Грузија денес во голема мера зависи од незиниот сосед на север, чии трупи се распоредени на 20% од грузиската територија. Парадоксално, но истата рака што го храни туризмот и другите сектори на грузиската економија е исто така и неголема закана. Од едниот до другиот крај на САД има околу 4800 километри. За некој ваквото патување е ритуал. Варкана Чумчуен известува за мисијата на еден монах. Овој будистички монах од Тајланд е на мисија.
Изминатите 4 месеци ги минал одејќи пешни за Америка да промовира мир. การเดินธุดงค์เนี่ยมัน А джилогот со пешачење ми е омилен начин за медитација. Ако со тоа промовираме мир, користи имаат и други. Едновремено ме носи на места каде монаси не се честа гледка, така што развивам свест за будизмот. Пра Сутам го избрал монаштвото како пат кон постигнување мир и просветлувањето по долгата политичка кариера во Тајланд, професија во која не нашол лично исполнување. Одлуката да пешачи од едниот до другиот крај на сад била следен чекор во неговото духовно патешествие. Тој го започнал патувањето во март во Санта Моника, Калифорнија и одел по историската рута 66, која минува низ 8 сојузни држави. Привлеко внимание кај американци од кои многумина не сретнале будистички монах. Еден од нив е и градоначалникот на Лексингтон во сојузната држава Илиноис, Спенсер Јохансен. Многумина патуваат по историската рута 66, но никој толку не ме инспирирал како овој човек. Истражував како да го поздравам, но кога ми прииде ме прегрна и си помислив, ова било лесно. Карен Винго, собственичка на продавница во Лексингтон, вели дека рано ја затворила продавницата за да може да поразговара со Пра Сутам. Сакав да знам зошто пешачи, како промовира мир. Тој ми рече, ако сте срекни одвнатре, луѓето може да го почувствуваат вашиот мир. เราเดินเพื่อสันติภาพนี่เราไม่ต้องทำอะไร Пешачењето за мир не бара многу. Фокусиран сум на споделувањето на чувството на мир, покажувајќи им љубезност и мислам дека луѓето го прифаќаат тоа, затоа што имаме слични мисли. Пра Сутам стигна до крајната дестинација во Њујорк и веќе планира својата следна кампања. Подоцна годинава ќе тргне на пат од Тајланд до Франција, околу 15.000 километри, повторно да промовира мир, чекор по чекор. А застрашувачките и урбаните легенди од секогаш ја поттикнувале имагинацијата на луѓето. Збирка хорор приказни адаптирани на филмското платно прикажува како чудовиштата оживуваат и ги прогонуваат тинејџерите. Осврт на Пенелопе Полу. Во филмската адаптација на страшни приказни за раскажување во мрак од продуцентот Гилермо Дел Торо, чудовиштата оживуваат од хорор приказните и ги прогонуваат тинеџерите. Продуцентот и режисерот, двајцата оскаровци, велат дека тие се налик на приказните кои се раскажуваат на логорување. Има два типа на хорор филмови. Едните се вознемирувачки и оставаат трајни последици, додека другите се како возење на ролер костер, забавни и возбудливи. Режисерот Андре Овредал направил филмска адаптација на антологија на детски хорор приказни од Алвин Шварц. Тоа е еден вид мешавина на модерните хорор филмови и филмовите со кои растев. Андре Овредал се повикува на влијанието на филмовите на Спилберг од 80-тите години, меѓу кои и E.T., каде хоророт се меша со тинејџерска возбуда и со страв. Но приказната има елементи на хорор филмовите од 70-тите години според романите на Стивен Кинг, каде надприродни сили го прават обичниот лик, неретко дете, да изврши нешто страшно. Таков е случајот со младата Стела. Tell me a story. Страшни приказни за раскажување во мрак не е единствениот ретро-хорор филм која мрзне крвта на својот пат кон успехот. Според мрежата Netflix, хорор серијата Чудни нешта го привлече вниманието на 40 милиони гледачи во првите 4 дена од прикажувањето на третата сезона. Но ова не е само овде во САД. И меѓународни серии ја следат формулата. Во индискиот тинејџерски хорор филм Машина за пишување, тинејџери решаваат мистерии во проколната куќа полна со духови. Но зошто сакаме хорор филмови? Стравот и неизвестноста се еден вид прекрасни работи кои што постојат само во хорор филмовите. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Ви посакувам пријатен викенд. Довидување.